се слушале, браќа и сестри, дека од најмала возраст родителите, особено мајките на децата, имелат Богородица да те чува. И легува детето во првите школски години, во градинка нека е, или излегува било на кое патување надвор од куќата и мајката моли Богородица да те чува. Затоа што свесна е мајката дека не може сама да го сочува детето што ми излезе од куќата. А та гледале она икона каде Пресвета Богородица исправена е, а малиот Христос се учи да оди. И тогаш веднаш на сите јасно ќе ни стане што велиме Богородица те чува. Како што го чува синот нејзин возлюбен, да не падне, не да не прооди, зашто често пати родителите на децата им прават лоша услуга што тоа што не ги оставаат нити да пробаат нешто во живот. Богородица го остава Христос сам да оди, ама на вистата е на него. За случајно да не се случи да падне. Исто како и секоја добра мајка што се грижи за детето свој да не падне, така и од Богородица го научиме и тоа. И затоа и велиме на децата, Богородица да те чува. Мајката знае дека сама не може да го сочува детето, ама го остава на грижата Пресвета Богородица, која општа мајка, заедничка мајка на сите нас. И затоа долично е да и пееме најголеми славословија после Христа, нашиот возлюбен Бог. Затоа што тоа е мајка негова. Свесни сме дека без неја ниту тој не можеше да дојде на земјата. И затоа и сме толку благодарни. Затоа и благодарствена песна, како што е оваа катисна химна, и пееме особено во овој период на духовен подвиг во светата Четиријаседница. Како што знаете самите, секоја петок читаме по одредена статија или дел од таа катисна химна, за во петиот петок од светата Четиријаседница да го прочитаме целиот интегрален текст на катисната химна, која блика од славослови кон Пресвета Богородица, а таа ги се служува не само оние мали славословија кои ги вознесуваме, многу повеќе заслужува. Меѓутоа, затоа и признаваме во катисната химна, нашата уста е немоќна, нашиот ум е невешт да создаде подобри славословија за тебе, Богородице. Затоа што ние сме ограничени битија. Ние не сме совршени битија како Пресвета Богородица. Затоа не ни можеме да направиме совршено славословие кон Пресвета Богородица. Но оне што можеме, најдоброто, тоа и го принесуваме. А најдоброто секојаш му приличи, како што и Стариот Завет научи, на Бога да му ја дадеме првината и најубавиот дел од приносот кој го имаме во нашето производство. И од детата првото што ќе се роди, и тоа му припаѓа на Бога. Затоа евреите и до ден денес прават некоја замена на тоа, принесуваат некоја жртва кај Бога, за да го искупа тоа дете да биде нивно. А затоа што се свесни, Господ го рече првото дете кое ја отвори утробата на мајката, секојаш припаѓа на Бога. Тоа ние христијаните особено го чуваме и го пазиме. И знаеме дека првината од се што правиме во животот му припаѓа на Бог. Не му припаѓа на некој го произвел нештото. Сака може би
пастирот прв да го вкуси млекото и недом да проба. Меѓутоа ниту тоа не му припаѓа нему. Му припаѓа на Господа првината. А ако сме свесни за тоа, тогаш Господ не го остава. Зашто нема никаква полза Господ кој не материјален да ги вкусува нашите материјални плодови, а ние да не ги вкусуваме истите и да не знаеме работите кои сме ги произвеле какви се. Меѓутоа, само треба да сме свесни дека тоа му припаѓа на Бога. Вие и сите ние знаеме нашите баби и нашите мајки, никогаш не доаѓале празни во црква. Едно јаболко ќе донеле едно јаболко, за да знаат дека никогаш празен пред Бога не се излегува. Дали со јаболкото или со добрите делови нешто мора да донесеме пред Бога. Различни сме ние луѓето, различни работи носиме. Ама никогаш празни, зашто празни ако стигнеме, тогаш сме празни во живот. Затоа, браќа и сестри, толку почит имаме кон Пресвета Богородица, зашто там можам да речам, повеќе упорност има да не упати кон целите на животот отколку самиот Господ. Нека не звучи ова како бласфеми, затоа што Господ сигурно се грижи најмногу од сите. Меѓутоа, мајката негова, која ги има поминато сите искушенија кои имаме ние поминато, многу добро знае да не сочува од што можеме и како можеме да паднеме. И затоа велиме Богородица те чува. Не да те чува само да се сопнеш во животот. Мене сега гледат и сами потребни ми се барем двајца да ми помогнат, особено кога и коленото ми е повредено. Ама и дури да не му е на човек потребен, повредено, треба да биде свесен за тоа дека не може сам ништо да направи во животот. Животот е смислен и осмилен од Бога како заедница. И во таа заедница ние сме дел. Уште Свети Григорий Богослов тоа многу уместно кажува дека дел сме од Бога. Ние не сме нити целокупната смисла на животот, ниту некојаш ќе бидеме. Ама дел сме од тоа. Ете, само да се пронајдеме кој дел сме ние, колку можеме да направиме за доброто на себе, ама и на сите. Така действува црквата, така работи животот во вечноста, сите да имаат полза. Не само еден да има полза како во овој живот, кој сме навикнали, некои луѓе имаат голема полза, вие се слушнали дека не знам луѓе што на една рака може да се избројат, со прстите од една рака има толку богатство колку половината и повеќе од луѓето во целиот свет. Тоа какво е? Што значи тоа? Го наследиле тоа или Господ им го подари? Токму нифа на овие другите им одзел? Не. Токму тоа треба да научиме дека ние во соживот со другите градиме иднина. А градиме иднина ако се научиме овде како да ја градиме. Пресвета Богородица нека ви биде да сите вас чуварка, нека ве храни, нека ве чува во сите дни на вашиот живот и нека ви биде брза помошничка, како што секогаш е таа пресвета која кога и да ја повикаме, ни излегува во пречет. Милоста Божја.